Слепото придржување до идентитетот создава конфликти во семејството и во општеството кои неретко имаат трагичен крај. Ова е пораката од представата Сите сме птици, која по текстот на либанско-канадскиот драматичар, актер и режисер Важди Муават, во превод на Калиопа Петрушевска ја постави режисерот Слободан Унковски. Врз база на текстот, Унковски направи политички ангажиран театар кој отвора повеќе универзални прашања, но тој реши да не дава изјави, па микрофонот им го препуштивме на актерите. Сметам дека текстов е вреден, дека има една неверојатна универзална димензија и после долго време се појавува таков текст, ми се чини, кој што во основа пак се бави со човекот, со поединецот и она што со кое што се бави целата драматургија, со семејството, со основните односи внатре во семејството и низ таа призма ги разоткрива и се разбира и општествените контексти. Една тема на идентитети која што е многу присутна и во нашето општество и актуелна тема и навистина за мене е предизвик да го кажам тоа преку оваа представа, односно да ги изнесам и моите лични ставови. Действието е насочено кон 3 генерации во едно семејство, чии членови се заглавени во израелско-палестинскиот конфликт, а мораат да се соочат со сопственото потекло и идентитет. Беше многу важно за мене да го истражам до крај ова патување што го има Ейтан, кое се основата е потрагата по вистината и трансформацијата на едно момче кое вистината ја гледа во аргументи, во факти, во научни, преку една научна призма, до прифаќањето на можни магиски, религиски, фамилиарни елементи кои дотогаш не ги ценел толку, па мислам се работи за едно coming of age, секако таква некоја приказна доаѓање до некоја возраст каде што се преземаат одговорностите од претходните генерации. Вахида е една девојка со арапско потекло која што се бори со сите можни низини алатки за да преживее, за да го љуби Ейтан, за да стане, односно за да се избори за својата љубов, се до оној момент кога сваќа дека целиот живот била третирана со онака чувство на пониска вредност, па се освестува. Сепак, настаните најмногу се прекршуваат преку ликот на Давид, таткото на Ейтан. Мене овој лик ми е драг како и многу други ликови. Се разбира за тоа што поставува пред себе си интимни дилеми врзани за сопственото постоење пред се, за сопствената смисла, за тоа кои сме, што сме, од кај сме дошле, што е нашата задача као група, што е нашата задача како земја, што е нашата задача можеби и како поединци, можеби тоа и најважно се испоставува, бидејќи групата знае да биде многу често само алиби на недостаток на индивидуални вредности. Сите сме птици е драма со елементи на метафикција. Текстот на Муават е така напишан што од актерите бара да ги креираат ликовите пред се преку нивните емоции. Мојата лична работа која најмногу ме инспирираше во врска со овој текст е длабоко поврзана во односот на синот и таткото и тоа беше нешто за мене многу важно во оваа представа што го истражував и од самиот почеток па до крајот. Крајот би го издвоил како најважен, бидејќи мислам дека е втемелен и во некоја моја вистина. Мислам дека е на некој начин поради самата тема, често што може да се види во ова општество, лесно може да се преживее, да се доживее и е блиско до нас, без разлика колку се работи за едно палестинско-израелски, да речеме, конфликт. Така што секогаш се разбира, тргнуваме од себе, ги преживуваме работите автентично. Многу дилеми треба да освестиме, треба многу нешто да исчачкаме од себе си во смисла на мисла, а емоциите се неизбежни, тие се наш составен дел и тие не се одвоени од мислата, напротив, значи веројатно највозвишените емоции произлегуваат од концизна мисла, многу често од повеќе мисли спротивставени понекогаш не само меѓу двајца луѓе, туку и мисли кои што се спротивставени во тебе.
Представата се игра во сценски простор кој е направен како метафора над зидот на плачот во Ерусалим. Ова сценографско решение на Бранко Хојник е мобилно во рамките на структурата и заедно со проекциите и документарните видеоматеријали од извештаите за израелско-палестинскиот конфликт е во функција на визуелниот наратив на приказната. За костимографијата во современ манир беше задолжена Роза Трајчевска-Ристовска, а музиката е на Ирена Поповиќ-Драговиќ. Според прикажаното, представата е субверзија на нашата стварност, вкопана во самоубиствена идентитетска матрица. Затоа таа опоменува и насочува кон размислување и преиспитување. И покрај направената драматизација на текстот од Јелена Мијовиќ, густината на оваа нелинеарна материја беше проблем за восприемање и разбирање на предпремиерата, а на премиерата тој проблем со говорењето актерите го надминаа, но остана повременото паѓање на динамиката во подолгиот прв чин. Од плејадата актери, блескави креации направија Звездана Ангеловска како Леа, Николина Кујача како Нора и Драгана Костадиновска како лекарката, а настапуваат и Тина Трпковска, Емил Рубен, Петре Арсовски и Сашка Димитровска.